Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Да почекаме, да малку повеќе бидеме во вклучување во живо, за да можеме да работиме на она што го имам во план денес. Како што гледате, и како што обеќав, после 12. август 2026 година, Владо Павлов ќе ја докаже целата вистина за се што е правено и за се она што е направено, дали имало своја цел. Дали се слуша убаво видеото? И ова вклучување во живо, се извинувам. Дали ова вклучување во живо се слуша убаво, за да можам да продолжам? Ова моје вклучување во живо ќе го започнам од еден тим со кој што работиме деноноќно и за кој што ќе продолжиме да работиме деноноќно, каде што со факти и аргументи ќе докажеме дека активностите кои што биле поврзани со Владо Павлов имале посебна цел. Затоа и сум многу среќен што таков тим постои од секоја бранша, а исто така сум и многу среќен што Белагнија, Агапи, како и Агапи Прилеп функционират без некоја моја посилна подршка која што имале во претходниот период, затоа што за вакви работи, за сето оно што го правам, најпрво да се заблагодарам на Бог што сум жив, што таков пара систем, веруете ми, постои во Македонија, каде што напоредно ги работи своите активности кои што не се во интерес за Македонија. Значи, најпрво да му се заблагодарам на Бог за сето она што го имам поминато сиве овие години, овие деценија, посебно после 2022 година. Да започнеме од почеток. Дали сте спремни? Замислете, Агапи се појавува во официјален инспекцијски запис. Во неделен извештај на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за 18 до 22 март 2024 година. Агапи 2020 Доел Кочани, за кој што е наведено дека е заведен со вонреден надзор на 22 март 2024 година. Во самиот резултат стои: не е утврдена неправилност. Тоа го има и Владо Павлов, тоа го имаме и сите, тоа го имат и моите адвокати, тоа го имат и наши соработници и пријатели од Министерство за правда. Значи, уште еднаш, во неделниот извештај на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за 18 до 22 март 2024 година, Агапи 2020 Доел Кочани е заведен со вонреден надзор на 22 март 2024 година. Во резултатот стои: не е утврдена неправилност. Временски е само 6 дена по 16 март 2024 година, кога е направен претресот. Случајно или не, 16 март 2024 година.
претрес каде што во резултатот стои дека не е утврдена неправилност од Агапи и од управителот Владо Павлов. Да ве подсетам, ова е ден или недела пред 23 март кога славевме во Кочани 2024 година. Да ве подсетам, кочанчани и сите вие кои што бевте со Владо Павлов, за теророт кој што се спроведуваше врз мене и такво омаловажување и уништување на секој дел и секоја клетка на Владо Павлов. И продолжувам. Ова не е доказ дека е бил полициски претрес и дека при тој надзор биле одземени плочите. Ова е само независен официјален запис дека Агапи 2020 имала вонреден санитарен здравствен надзор на 22 март. Плочите се земени на 22 март, а немало наредба претрес за нив. Прашањето на Семакедонското обединување на Владо Павлов и тимот денес и по кој што ќе се водиме во иднина е конкретно по кој правен основ се одземени плочите на 22 март 2024 каде што во дневниот извештај на Државниот санитарен и здравствен инспекторат стои дека на 22 март е заведен само вонреден надзор во кој што стои дека не се утврдени неправилности. По кој правен основ се одземени плочите на 22 март 2024 година? Понатаму, во некои наредни вклучувања ќе поставуваме трага, записник, потврда за привремено одземање или друг акт што покажува што е земено од кого, кога и каде и кому е предадено. Значи, ќе доставам записник и потврда за привремено одземање, а додека другиот акт што покажува што е земено, од кога, од кого, кога, од каде и кому е предадено, немаме уште докази. Не е доволно подоцна во 2025 година да се каже дека постоеле 3 мермерни плочи. Треба да може да се поврзат истите 3 физички предмети со првото одземање. И нешто што е најсуштинско од сето ова е тоа што на исти идентичен начин парасистемот сака да направи сценарио во кој што, како што сакаше да направи со Агапи, да наметне манипулација и како солена соба да ја метне во здравствена установа. Овде во кривичната на 31 декември, бидејќи лицата од Музеот на Македонија работат и не гледат дали е нова година или не, а кривичната која што е спроведена од Оваро Довлочани е наметнета на тој начин се со една цел да се направе тензии, да се уништи духот на Владо Павлов, а истата е направена како да овие значајни докази за Македонија се земени од место каде што дошла полицијата, од локалитет го фатила Владо Павлов, пронајдела записи дека преговарам за продажба, пронајдела одредени други записи дека чек ми дали или слично, што сето тоа знаете дека нема врска. Значи, кривична постапка се води за нешто што не е во право Оваро Довлочани. Плочите се пронајдени кога се правеа некои одредени активности,
и истите тие се чувани без никакви други маневризации за да се продават или да се прави било што. Најбитното што е? Најбитното е тоа што во наредниот период ќе ги доставяме сите докази и аргументи и со тргнувањето на обвинението, а веќе имаме доказ, затоа што овој неделен извештај на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за 18-22 март за Агапит 2020 до Елкочани е заведен со вонреден надзор на 22 март 2024 година. Во резултатот стои дека не е утврдена неправилност. Ама за овај претрес од Државниот санитарен и здравствен инспекторат на 22 март во 2024 имаме дојава. Значи го имаме лицето, тоест ги имаме лицата кои што ја пуштат дојавата, за да се прави овај претрес. Со самото тоа што имаме ние доказ дека не е утврдена неправилност, ние веќе имаме доказ дека таа дојава е лажна. И затоа во наредниот период ќе ги имате сите со име и презиме, бидејќи се работи за големо злосторничко здружување. И продолжувам. Една од плочите која што е земена и на кој што наводно на 31 март е докажано дека е од отоманскиот период. Јас само ќе ви доставам неколку докази. Плочева е тешка над 80 килограми. Самите заклучите дали таа е мермерна. Второ, овде имаме орнамент на афионски булки, тоест на афион. Ако не може некој да види, ќе направиме вака. Значи, се работи за овај сегмент и овај орнамент. За цветот на животот или за розетата во некоја друга прилика. Бидејќи истата таа е сончев соларен атрибут на древните македонци. Сега за сега ќе се водиме само со афионските булки. Значи, овој фрагмент, како што го гледате, е фрагмент од афионски булки. Овој фрагмент е розета која што е позната како цветот на животот или розета која што го представува соларниот елемент и почитувањето на нашето божество кое што е на древните македонци. За да бидеме по-детално информирани, ќе ви ја представам булката и еве ги тие нивни листови. Овде многу подобро ја гледате или вака. За да бидам сватен, можеме и вака. Значи, погледнете го фрагментот. Погледнете го орнаментот кој што ја покажува афионската булка. Идентично на овај дел овде. Овде го гледате листот кој што е идентичен на овај лист и поврзаноста на афионската булка. Уште еднаш
ова е символиката која што е поврзана со афионската булка и нејзиниот символ. Додека доле го гледате запрашувањето на истата таа. Што значи дека розетата која што ја имате на плочава, која што слободно можем да кажам и ќе докажам со тимот на наши пријатели од Министерство за правда, наши адвокати и безброј наши пријатели од цела Македонија, бидејќи се работи за големо светско откритие, дека розетата која што е представена всушност го представува овој дел, животот. Значи мислам на овој дел. Е идентичен на афионот со овој дел. Уште еднаш, овде се многу поубаво гледа. А исто така, ако надвор од моите истражувања за розетата и за овој артефакт со докази и аргументи дека не е отомански и дека си имале причина, ќе ви докажам зашто тоа така е представено. Ако го погледнете овој дел, ќе видите дека ова розета ја има на македонскиот кутлеш од 12 листа. Што значи дека афионот е врежан македонско-пајонски символ од древна Пајонија преку древна Македонија до ден денес. Значи, розетата која што имаме на македонскиот кутлеш и од која што имаме после 16 крако сонце, тоест 16 зраци, го представува овој дел од афионот. И доказ дека Македонија е поврзана со афионот. Ова тематика ја отварам затоа што ќе покренеме иницијатива Се македонското обединување од септември за, освен што ќе бараме враќање на плочите, ќе бараме и враќање на афионот, за кој што имаме докази за се оно што е направено против македонецот. И затоа што афионот е крунисан доказ кој што стои како розета на нашиот македонски кутлеш, и афионот е крунисан доказ за нашето име Македонија. Она што го нема во Грција и она за кој што ние, според член 7 од Преспанскиот договор, немаме право да го користиме кутлешот како символ, а централната розетна на кутлешот го представува афионот и македонскиот символ на афионската чушка. Токму поради ова, веќе овде доваѓате до заклучок дека овај крунисан доказ и овај артефакт каде што се представени афионските булки, нивните лисја и символот на афионската чушка, кој што е соларен орнамент, има веќе кој што е соларен орнамент, веќе смета на оние кои што го правеа Преспанскиот договор за и бойкотирам, а веќе истиот смета и на нашиот јужен сосед, кој што сите вие го знаете, Грција, која што денес веќе, кој ќе влезете во нејзе, е Централна Македонија. А ние сме северно од Македонија, а овој доказ веќе ја открива тајната дека ние сме Централна Македонија, со овие докази за кои што ќе продолжам да ви давам докази на кои што работам повеќе од 25 години. И целта вие да се уверите самите, зошто на македонецот 99% во Македонија му смета македонецот Владо Павлов, каде што плејада на македонци правеа терор врз Владо Павлов, и
имаа за цел да бидам на животина, а и како што гледате, според сето оно што се правило под капата на ова Радовлочани, Ојо Довлочани, Пазарен, и сите оние други од УЈП, санитарен инспекторат, и да не продолжувам на таа тематика, ќе имаме цело едно вклучување во живо за да ви докажам дека сето тоа било иницирано за да се украде ова плоча, која што сега ќе ви докажам дека е од суштинско и од големо значење за Македонија, веќе ви докажувам. Значи, овој фрагмент кој што го гледате е фрагмент на кој што е заснован македонскиот кутлеж и доказ дека Македонија и ние македонците имаме право на македонскиот кутлеж. Затоа што розетната од 12 листа, која што е представена како централно сонце на македонскиот кутлеж, всушност ја означува афионската чушка. За многумина Владо Павлов не е разбирлив. Јас би ве прашал дали сум разбирлив, дали ја разбирате суштината на онај терор кој што се врши врз Владо Павлов? Терор од 90% и повеќе македонци, кои што повеќе од јасно е дека тоа го прават свесно, а се со една цел да се сокрие вистината на Македонија, на макот, на афионската чушка и на афионските булки, кои што се тесно поврзани со идентитетот, кој што сите вие го знаете, Македонија, македонизам и македонци. Дали е разбирливо до сега за да продолжам понатаму или да прекинам, бидејќи гледам дека започнува да се прави монолог. Ве молам, Мими, воопшто не ме интересира ни Зоран Заев, ни Христијан Мицковски, ни Никола Груевски, ни било кој политичар во Република Македонија. Сите вие кои што ми споменувате имења, ќе ве молам да бидете внимателни, да си го избришете коментарот, бидејќи ова не е индивидуален доказ. Ова е колективен доказ на кој што ниту едно политичко лице, ниту еден политичар, било од која политичка партија не застанало во одбрана на Владо Павлов. И затоа ќе ве молам, вашите епитети кон едната политичка или другата политичка партија, Мими, да си ги зачувате на вашиот профил, таму да си пишувате за Зоран Заев, за Христијан Мицковски, таму да правите богови, таму да правите кралеви во стилот на Бранко Црвенковски, така натаму и така натаму. Овде сакам да дебатираме за Македонија и за сите македонци, без разлика кој на која политичка партија и без разлика кој на која религија е. Со докази, аргументи и факти. Тоа не се однесува само за Мими, се однесува и за сите останати кои што го следите ова видео. Не сакам на мојот профил да има политички надмудрувања, затоа што, споменувајќи име на еден или на друг, еден омалажувајќи друг, дигајќи, вие правите конфликтна логика, а конфликтната логика е логика на антихрист, логика на делба, логика на уништување. Овде е плочата, украдена е од ова Радовлочани, ја нема никаде, овде е Владо Павлов, нема Зоран Заев, нема Христијан Мицковски Тино, нема Никола Груевски Грујо, нема папа Бранко Црвенковски. Дали сум јасен, македонци мои и Мими? Овде имаме Македонија, зашто не може да разберете? Овде имаме круничен доказ за името Македонија, за Македонија, и ќе ви докажам сега. Или најпаметно ќе биде, ако некој започне со неговите политички манифестации со имења да внесува одредени епитети на нешто што сакам да го кажам, независно дали е Заев, Мицковски, Венко ли беше, Филипчи ли беше, Груевски, Бранко или било кој друг, ќе биде блокиран. На вистина ќе биде блокиран затоа што и сам да останам, не се плашам,
бидејќи знам која Божја десница стое посреди ова дело, бидејќи точно знам, ако Божјата десница и Бог не се над мене, јас до сега ќе бев мртов. Затоа што вие не сте свесни каква е ова секта. Затоа што вие не сте свесни како функционира овој парасистем. Се договоривме? Не сакам споменување на еден политичар. Нито еден политичар не дал поддршка на Владо Павлов, ниту Тино, ниту Министерство за култура, ниту Музеј на Македонија, ниту премиери, председатели, ниту Гоца Сорос, ниту било кој друг. Разберете, ова е колективно будење за Македонија, каде што во сршта на македонецот од памти век е афионската чушка која е розета и ја имаме со 12 листа на македонскиот кутлеш кој што ни го спорува јужниот сосед, тоест етиопјаните дојденци во Атина, да го користиме. А ова е доказ. И затоа овој доказ треба да биде отомански, затоа ова треба да биде мермер, а тежок преку 80 килограми. И затоа овие афионски булки со афионската чушка треба да бидат рози. Можда са баба Зумбула, видите убаво. Откако ви докажев да продолжиме понатаму. Овде имате доказ кој што е поврзан исто така со денешно кочени, доказ кој што во исти временски период е сликан од Овара Дуглочени, доказ кој што е представуван на Паско Кузман како и цветот на животот, нели розетата со афионската чушка и булките афионски, доказ кој што е премолчен и никој од 2026 година не сака да обрати внимание, а од големо суштинско значење за Македонија. Затоа и го повикував Ојо Кочени да преземе активности оному каде што се чува да биде исто така истражувано како тоа што го направија со Владо Павлов, бидејќи се работи за крунисен доказ уште еден за Македонија. Зошто? Затоа што на монетата, ако гледате овде, монетата од Александар Македонски, која што е правена во ковачница бела или пела, ја имаме пчелата. Дали ја гледате пчелата? Значи се работи за Александар Македонски. Доказ на негова монета од Александар III Македонски ја имаме пчелата. Ако монетата не е крунисен доказ за нешто што ви го поврзувам, тогаш не знам што не е доказ и што не е разбирливо. Или неразбирливо станува само за оние кои што учествуваат во уништувањето на Македонија. Затоа ние ќе бидеме вакви, такви, онакви, не знам какви или не. Или па сега најново не е разбирливо ова што го кажува Владо. Тој што ви го пишува тоа и што ви го кажува дека не е разбирливо, поголем тастер и уништувач на Македонија од тој нема. Затоа што во моите 20 години, последниве месеци, сум толку разбирлив, толку сум ги отворил сите работи на тацна и најпростиот што врска нема од животот да ја свате суштината на сето она што се случува. Тој што ви кажува дека не е разбирлив и тој што го вреѓа Владо Павлов, тој е најголемиот уништувач на Македонија. И така Бог одлучило да биде, да ги делите овците од козите. Тие кои што работат против Македонија и се уништувачи, им смета делото на Владо Павлов. Не знам јас тие какви се македонци.
Значи, уште еднаш, дали ја гледате пчелата на монета од Александар Македонски? Дали ова пчела? Дали ова е ликот на Александар Македонски? И продолжувам. Веќе имаме два хронистани докази за кочани. Два хронистани докази кои што не знаеме каде се, не знаеме ојо дали реагирало да се земе пчелата и да се чува, како што нели веќе е направен претрес кај Владо Павлов, затоа што во исти временски период имаме фотографирање од Овара довлочени и во исти временски период е викан Паско Кузман, на кој што никој не обратил внимание и овие хронистани докази се чувале, за да на 22 март 2024 година, каде што нема докази за одземање на хронисаниот доказ за Македонија, имаме обвинение на 31 декември, обвинение кое што како МВР да не фатило нас дека ние сме го зеле од археолошки локалитет и ние сме веќе во преговори да го продадеме и има докази на интернет каде што се разговарало за продавање и така натаму и така натаму. Зошто го прави ова радовлочени и сите оние кои што ќе бидат споменувани во текот на наредните денови? Затоа што, ве молам, бидете внимателни. Пчелата и афионот се биолошки поврзани. Бела е всушност пела. Има пчела на цветот на уште една монета, каде што тој цвет иконографски покажува дека е афионска булка. И каде ќе ја добием, и каде што јас ја добив интересната пелеска паралела со нашиот артефакт со афионските булки, украден појадити пат од Овара довлочени. Кој е Овара наше, што уште? Ја не знам, ја би го прашал министерот Тошковски и премиерот Тино, зошто до сега не ударат клуч на Овара довлочени од сето она што се прави овде? Навистина треба да се затворе, да се ударе клуч. Се работи за овој доказ. Ова е пчелата, а ова е булката. Значи, уште еден фрагмент за еден заеднички доказ на пчелата и на афионската булка, тоа афионот. Исто така, монета направена во ковачница, бела или пела, со ликот на Александар Македонски. Ако малку ја зголемите, ќе видите пчелата како е над афионска булка, која што има 4 листа. Уште еден доказ кој што се поврзува со двата клучни доказа и артефакти кои што манипулираат дека се отомански, а се со цел за да дознаете и вие која им е била целта. Инаку, овие монети кои што се доказ за пчелата и афионската булка, се монети кои што се правени во ковачницата бела, тоест ковачницата пела. Латински бела е пела. На кој што археолошката мафија или урбаната мафија, заедно со археолошката мафија, имаат за цел да ударат најсилно онаму каде што била ковачницата во Кочани, тоест во бела или пела, поради кој што сум ставен на гилотина да бидам убиен или да ме нема. Тоа се најновите случувања за кои што ќе правиме протести поврзани со Текишински лози и со Панагјур, каде што одговорно тврдам дека овде треба да има археолошки истражувања, а не да се градат стамбени комплекси за цементирање на една ковачница, каде се правеле овие монети.
монети кои што докажуваат за кочани, за пчелата, за булката, затоа што тие артефакти се пронајдени во кочани. А тој доказ не води до вистинската бела или пела, поради кој што сум ставен на гилотина со сите оние сценарија кои што ги прават најголемиот број на македонци во Македонија против Владо Павлов, македонец. Значи, најстарата ковачница која што поврзана со вистината за бела и пела, каде што секаде ја имаме пчелата, булката, афионските булки, афионот, е дел од текешински лозија денес Панаѓур, каде што урбаната мафија, не сакам да споменувам имења, кои што имаат за цел, како и досега, локалитетот од железно време да го уништат на текешински лозија, за кој што ќе имаме посебно вклучување во живо, е и уништувањето на ковачницата која што била иста така во овој предел, а тоа е Панаѓур, кој што е поврзан заедно со некропола и со ковачница каде што се ковале овие монети од времето на Филип и Александар како доказ не само за пчелата и булката, туку и како доказ за бела. И продолжувам. Пчелата го опрашува афионот. И тука одредив меѓусебна еколошка врска за пчелата и афионската булка. Пчела, афионска булка. Вие самите утврдете дали има суштина. Пчелата доаѓа на цветот за полен. Тогаш растението добива пренос на полен меѓу цветовите. Истражувања конкретно покажуваат дека медоносните пчели се важни потенцијални вкрстени опрашувачи на афионската булка, а пчелите носат значително количество афионов полен на телото. Уште поинтересно, кај афионот цветот им дава полен на пчелите, а не класичен нектар. Истражувањата забележале дека пчелите активно ги посетуваат афионовите цветови. Доказ, пчелата и афионот се биолошки поврзан систем. Пчелата зема полен, го пренесува, афионот се опрашува, се создава семе, растението продолжува. Пчелата е символ заедно со афионот. Тогаш си поставив многу по-конкретна хипотеза. Тие не мора да бидат два символа на Деметра. Ако знаете дека Деметра е заштитничка на бела, тоест на пела, тука можат да представуваат еден природен циклус на пчела, цвет, полен, семе, кој потоа може да добие религиозна интерпретација во демитриски контекст. И ова особено интересно за кочани. Бела, тоест пела, трага. Затоа што на една од монетите имаме пчела поставена токму врз цвет булка. Тоа е визуелно многу поблиску до Деметра. Заштитничка на бела, тоест на пела. И тоа е прашање што сам сум си го поставил. Дали пчелата и цветот во бела пела можела да ја представува токму плодноста, репродукцијата, животниот циклус, наместо да биде само ковничка ознака. Пчелата природно е поврзана со цветот, опрашувањето, медот и плодноста. Во грчката, јас ќе речем во македонската, религиозната традиција на пчелите се поврзуваат со женски посветени на божества, вклучително и Деметра. Значи, комбинацијата пчела и цвет од булка може да има религиозен резон, но тоа треба доправо да го докажеме, дека токму тоа го мислиме
и во ковачницата која што денес е на потек да биде уништена. Ако дозволиме ние македонците, бидејќи кочанчани, верувам дека и како и секогаш ќе бидат настрана од вистината, бидејќи до сега ниту еден, а и не барам да застане во одбрана на македонизамот и на моето светско откритие за Бела или за Пела дека е кочани. И сега најбитното. Еве ги. Значи, овде имаме два хронисани доказа. Ја имаме булката афионска, ја имаме пчелата. Ја имаме розетата, афионската чушка. На што ви упатуват овие два артефакта кои што пред малку ви ја докажував поврзаноста со Бела и со заштитничката на Бела или на латински Пела Деметра. На што ви укажува претходно тоа што е објаснено. И на крајот би сакал да ви поврзам уште една активност, да знаете дека Рим, тоест денешен Ватикан, многу добро знае дали Владо Павлов е во право или не, па затоа има безброј илјадници демначи, меѓу кои еден од најголемите демначи е Паско Кузман, за кој што исто така ќе направиме вклучување во живо, каде ќе ви докажам зошто Охрид треба да биде Бела, односно Пела или преместен Кочани. Со фалсификати и она што го прави во стилот на Розета, во стилот на артефакти, во стилот на Прасијатско езеро со заливот на черепи, така натаму и така натаму. Ова е споменикот на слободата и на НОП кој што нема ни на буквата од НОП. Дали Сионскиот приорат точно знае дека Деметра е заштитничката на Бела? Погледнете и ги крилата, погледнете и ги нозите, погледнете ја како лето. Ако погледнете ликот и косата, ќе видите дека и таа е представена со афионски чушки со символот на афионот. Дали Сионскиот приорат денес знае, кој што според Владо Павлов стое со изградбата на споменикот од НОП, кој што ја нема ни на буквата од НОП, е целта да го зациментира светилиштето на Деметра во древна Пела, тоест Бела, со изградбата на овај најстар споменик од борба против фашизамот во Втората светска војна во целиот свет за двајца партизани од Кочани кои што починале на 17 години. Дали Сионски приорат со изградбата на споменикот преку нивниот полтрон Амброс Тито ја доделува иницијативата на Глигор Чемерски покојниот и целта да се зациментира храмот на Деметра кој што е под споменикот од НОП, кој што ја нема на буквата од НОП, на локалитетот Лукубија, се со една цел да се сокрие вистината за Бела, тоест за Пела. Затоа што највисоко горе на споменикот од НОП, кој што денес станува, нека кажат кочанчани, а како што гледам и молкот што го прават кочанчани за овде што се прави, ме подсетува на нешто во минатото на излазот од Кочани. Ама тоа си е нивно право.
Значи, уште еднаш, дали Сионски приорат знае дека Кочани е бела и не случајно ја поставил Деметра, која што е заштитничка на Бела или на Пела, каде што е роден Александар III Македонски. Па затоа ја ставила највисоко горе со афионски чушки и кај што го држи црвениот и плавиот конец, тоест животот. Самите одлучите. Еве ја. Идентично истата слика. Каде што гледате плавиот и црвениот конец, тоа се змиите, животот, и афионските чушки и житото. Идентична представа на споменикот за заштитничката на Бела, престолнината каде што е роден Александар III Македонски. И која е поврзаноста на Деметра како заштитничка на Кочани преку изградбата на овој споменик со Втора светска војна и борбата против фашизмот со двајцата партизани, за кој што е направено најголемото величенствено здание во цел свет од Втора светска војна, наречено споменик на слободата, тоест споменик од Ноб за двајца партизани. Која е поврзаноста нивна со Деметра како заштитничка на споменикот и како заштитничка на Бела, тоест на денесно Кочани. И овде го завршувам ова мое вклучување во живо, затоа што самата представа на споменикот, каде што повторно горе ја гледате Деметра, исто со афионски чушки коса, држи го црвениот и плавиот конец, заштитничка на Кочани. Несомнено Деметра е заштитничка на Бела и ги гледате играта и танцовите, за кои што исто така ќе имаме вклучување во живо, култ кој што е поврзан исто така со Деметра и со Артемида, а овде исто така ја гледаме и Персефона, која што е представена во зелена носија со една града откриена. Но ова тематика ќе оставиме за некое друго вклучување во живо, а сега да се држиме на Деметра. Која е символиката на Деметра со партизаните и Персефона? Која е символиката на заштитничка на Кочани, каде што е највисоко на споменикот ставена? Ако знаеме дека Деметра е заштитничка на Бела, тоест на Пела. И уште еднаш да го завршиме ова вклучување во живо со символиката која што е поврзана Деметра. И ќе има уште едно продолжување во наредниот период, а ова е плоча каде што имаме афионски булки, каде што ги имаме листовите на афионот и позади кој што се крие вистината на Деметра, која што е представена на религиозен начин преку афионските булки и преку незиниот сен афионската чушка. Овој символ е розета, символ кој што го имаме со 12 листа централно на македонскиот кутлиш, и розета која што е поврзана со вистината за Македонија, која што е вградена во нашиот идентитет, и тоа е таа розета која што е од полето, тоест од афионските чушки и сето она што значи афион. И уште еднаш, овде повторно имаме на ова монета пчелата како е на афионска булка,
аргумент и доказ за ковачницата Бела, т.е. Пела, и доказ дека се поврзани булката и пчелата со Пела или Бела. Овде имаме пчелата повторно, уште еден доказ за поврзаноста на Бела со пчелата. Ако овие докази од монетите на Александар Македонски не се докази за поврзаноста на пчелата со Бела, а ние ја имаме, за кој што никој од 2025-26 година не преземал никакви активности и на крајот оној кој што цел свој живот уложил за воскреснување на Бела за името Македонија, треба денес да биде ставен на гилотина, да биде уништен, за да оние кои што беа најблиски соработници во минатото и останатите кои што се припадници на овој парасистем, кој што одработува за јужниот сосед за Грција, затоа што навистина овие докази сметат на Преспанскиот договор. Значи ова е апионската булка на кој што стои пчелата, ако погледнем уште еднаш на аргументот кој што е поврзан со монета од Александар Македонски. Уште еднаш поврзаноста за зошто плочата е украдена од Овара до Влочани, дали случајно ја нема, е затоа што плочата на престолнината која што ја преместил Филип II Македонецот од древната престолнина Еге, за кој што ќе имаме ново вклучување во живо и докази дека овде бил и светиот град и дека истиот тој не може да биде во Парнас на територија на денешна Грција, затоа што ние овде имаме друга света планина која што е поврзана со други свети докази, а неголемиот доказ е таткото на последниот пајонски крал Дропион, а тоа е Леон, каде што јас имам представено прстен и ќе ви докажам за тој прстен, за кој што е символ на пајонците и символ на пајонскиот крал Леон, кој што не е на 8 крака звезда, туку го имаме лавот, а околу него 8 звезди и ни го представуваат пајонскиот крал Леон, кој што некој има за цел да извитопери целата ова вистина и да ја наметне на Цинци Легија ди Рома, од кој што подоцна настанало Византиското царство за времето на Константин и Елена, кој што за Владо Павлов се најголемите уништувачи на вистината за Македонија, па така Кочани го преместија во Бела Пела на територија на денешна Грција, а доказите за Бела Пела и нивната заштитничка Деметра останаа во Кочани, каде што не случајно се спроведува ова иницијатива за уништување на ликот и делото на Владо Павлов, кој што сам самоиницијативно со своји сопствени средства, со своји сопствени финансии работеше на откривање на овај мал дел кој што денеска јас ви го представувам. Ова плоча ја символизира Деметра, заштитничката на Бела, каде што живеел, творел и каде што е роден Александар III Македонски, плоча која што ја потврдува вистината за Кочани и плоча која што не случајно е украдена од парасистемот на кој што учествува и неколку миналица, каде што и во Овара, во секоја служба постојат вакви специјални лица на парасекта и учествуваа во киднапирање и крадење на овој крунисен доказ за Македонија, крунисен доказ за Деметра како заштитничка на Бела и крунисен доказ дали сионски приорат ја знае вистината и го демне Владо Павлов, кој што ја има веќе пронајдено со докази и аргументи дека Кочани е Бела, истото она што сака Паско Кузман да ви го премести во барата Плиска,
за кој што ви докажав дека не е езеро кое потекнува милиони години, туку дека тоа е Преспанското езеро, а додека во одреден период доаѓа до катастрофални земјотреси, доаѓа до сплечисте, поради кој што се отвара процеп во Галичица и од каде што доаѓа до потопување на местото кое што денеска ви е познато Охрид и Охридско езеро. Уште еднаш, останете ми во љубов, мир и хармонија. Ако ова не е доказ зошто треба Владо Павлов да биде убиен, зошто Владо Павлов требаше да биде омаловажен, зашто Владо Павлов требаше да биде направен преварант и не знам што ли не, одлучите сами, бидејќи овде го имаме доказот за враќање на нашето име Македонија и овде го имаме кронисаниот доказ за Бела и Централна Македонија, дека е во денешна Македонија, тоест во денешно Кочани, каде што се пронајдени овие плочи, пчелата и ова плоча која што е цвет на животот или розета, која што го символизира синот Афион, афионската чушка, а додека овдека ги имаме афионските булки, кои што ја символизират Деметра. Очекувате уште едно вклучување во живо, за да дознаете дека сето ова што се прави со Владо Павлов не е случајно и фала му на Бог што сум жив и здрав и што најверојатно Бог сака да ја открие ова вистина и затоа сме се уште живи и здрави, бидејќи не сакам да ги отплетувам многу работите низ кој пекол поминувам и самите да сватите дека ако Божјата десница и Бог не стоеле позади Владо Павлов, јас би бил исечен на безброј парчиња. Бидејќи ова парасекта нема никаква милост пред никого. Нема милост ниту за вашите фамилии, позади кои стојат голем број на уништувања, поради кои стојат големи разнебитувања, од уништување на локалитети преку стамбени комплекси до уништување на фамилии и деца со разни бели прашкавски кажи го, кокаини и не знам што ли не. Самите одлучите зошто се прави сето ова хајка против македонецот и по Македонија и дали ова не се два клучни докази за кои што пред малку ви кажав за престолнината Бела, на кој што заштитничка е Деметра, а токму ова плоча ни ја покажува Деметра преку афионските булки, за кои што одредени лица во Музеот на Македонија не обидуваат дека ова е отомански доказ и дека се работи за отомански рози. Имајте убав ден, љубов, љубов и само љубов. Кочани има плодна историја, Кочани има вистината за Бела, така да останете ми во љубов, мир и хармонија. Вистината вака или така, ако сака Бог, ќе воскресне. А верувам дека Бог е на наша страна и верувам дека вистината ќе воскресне без никакви други активности, без небото да ни паѓа на глава. Вистината за Бела и за Кочани, тоа е латински пела, ако сум во право, ќе воскресне македонци мои. Со паѓање на небото на глава или не. Да живее Македонија! Владо Павлов ги има доказите за враќање на името Македонија. Владо Павлов не случајно е ставен на гилотина од ова секта, од овај парасистем кој што е во секоја клетка на нашето општество, во секоја институција и на кој што им сметат овие докази за Бела, градот каде што се пронајдени, градот кој што е преместен од времето на Константин и Елена, онаму каде што го знаете, ама овие докази останаа да сведочат дека Бела и заштитничката Деметра е Кочани, поради кој што не случајно е сето она што го прават против Владо Павлов и против сите вас
кои што сте со Владо Павлов. Македонија е Македонија. Македонија го има доказот, а тоа е розетата, и розетата со 12 листи ја представува символиката, идентитетот на Македонија, а тоа е афионското семе и афионот кој што секогаш е со македонскиот народ. И не џабе и не случајно првиот родоначалник на нас македонците е Македон, од земјата која што го одгледувала и која што го имала неубавиот афион и неубавиот мед. Да живее Македонија, земјата на медот и на афионот!